Добро вечер во 24 анализа. Пандемијата стивнува, но не исчезната. Не знаеме што не очекува на есен, но и какви долгорочни последици може да остави по психичкото и физичкото здравје на луѓето. Мои гости вечерва се професор доктор Нико Беќаровски, специјалист интернист од клиниката за токсикологија, која е воедно и ургентен интернистички центар, и доцент доктор Стојан Бајрактаров, психијатар, директор на клиниката за психијатрија. Добро дојдовте. Добро најдовте. Кажав, стимнува пандемијата, намален е бројот на хоспитализации, се празнат ковид центрите. Во болницата низ државата еве денеска има 121 хоспитализиран пациент. Дали можеме да здивнеме некое време, дали може да се каже дека е ова, може би па и некое затише пред бура? Искрено се надевам дека сепак ќе биде првото, дека малку ќе стивнеме барем ова лето, макар што ова некако ме потсеќа како после една голема поплава која се тргаат па се гледаат последиците. Значи, реално бројките стивнаа што се однесува до ковид пациенти, меѓутоа сега на површина полека излегуваат и се повеќе болниците се преоптоварени со пациенти кои што години и пол дена исплашени од кризава седеа дома и верувајте дека има на вистина веќе многу тешки пациенти кои што оваа години и пол дена останаа без лекарска помош од една страна и никако да не го заборавиме постковидниот синдром. Така ќе говориме за тоа. Бидејќи фактот дека не е само да се излечи вирусот, последиците што ги остава се катастрофални и се надевам дека покасно нешто повеќе ќе кажеме и за тоа. Сакам само да ве прашам, вие дури вчера бевте, денеска сте на дежурство, има ли пациенти, иако викаме нема хоспитализации, доаѓаат ли пациенти и со каква клиничка слика се ако има? Значи, во моментов во државава доминира некој стомачен вирус и воглавно клиникиве се преплавени со таа патологија. За среќа, вистина е намален бројот на ковид пациенти. Во текот на вчерашниот ден, например, на клиниката за токсикологија беа диагностицирани само 3 нови случаи. Имаше денови кога 80 до 100 пациенти што поминуваа на клиниката беа позитивни. Така што во поглед на ковидот ситуацијата е смирена, макар што не е загубен комплетно вирусот. Но доаѓаат со други, со вирусни, но и со други, верувам, заболувања кои што тлееле цела оваа година и пол. Има ли наплив на пациенти на клиника за психијатрија? Ова ковид криза направи психичка криза кај луѓето во делот на психичкото здравје. Каква е ситуацијата кај вас? Прво би сакал да кажам дека јас и колегата професор Беќаровски сме без маски, бидејќи сме доволно раздалечени, така меѓутоа баш зборам да и сме вакцинирани. Иако сум и јас вакцинирана, но еве држам. Да, меѓутоа и двајцата сме големи поборници на почитување на мерките и затоа мислевме заедно тоа да го кажеме, бидејќи мислиме дека треба да се почитуваат посебно во затворени простори. Меѓутоа, би сакала да кажам дека клиниката за психијатрија ни во еден момент не престана да работи со пациенти, ги примавме и по мој термин работевме, имавме отворени линии, меѓутоа, што се вика лице во лице ги гледавме пациентите, така да цел овој период имавме континуирано зголемување на бројот на пациенти. Меѓутоа, тоа зголемување е доста изразено во последните, да кажам, месец дена, 2-3 недели. Тоа се должи на неколку работи. Воглавно се должи на веќе познатите феномени кои ги гледаме во сите кризи и кои се опишени и во кризите после нападите во Америка или после економските кризи или после војни, но кои ќе спласне таа, да кажам, психолошка алертност или спремност да се бориме со она што не напаѓа или што е опасно за нас и кој ќе дојде до смирување на, да кажам, на психолошката состојба, тогаш настануваат тие, и за тоа често се збори за епидемија на проблеми со менталното здравје после епидемијата со која сега присутна или со COVID-19 и некако тоа дури во последните денови гледаме дека се зголемува тој број на пациенти.
Во некои диагностички групи имаме зголемување до 50% во однос на состојбата пред кризата, имаме и амбуланта за пост-ковид. Меѓутоа, сите ние што сме лекарите и психолозите и психијатрите на клиниката за психијатрија, евидентно е дека имаме многу зголемен наплив на пациенти, што е некако асоцирано симптоматологијата на било кој начин со ковид кризата. Дали е тоа губиток, дали е тоа, да кажам, собствено искуство со соочување со болеста. Така, тоа сакам да ве прашам, што доведува до ваква ситуација, самата болест, губиток на близок, стравот од неизвестноста, изолацијата, фрустрациите, што еве не можеме да се видиме со најблиските. Сите овие компоненти што ги набројавте се многу присутни. Екзистенцијалните проблеми кои одредени луѓе, стравот, гледаме дека определени луѓе работат во определени сектори кои се, да кажам, угостителскиот сектор, се со намален број на работа или на вработени, така да сето овие се стравови или опасности кои ги чувствуваме. И мерките самите за карантин кои беа присутни во целиот свет, како што е изолацијата, намалувањето на социјалните контакти, негледањето со своите блиски, се многу големи ризик фактори за нашето ментално здравје. Да не зборам, значи, оние што се веќе ги спомнавте, неочекувани губитоци на блиски, соочување со стравови, многу лица што го преживеа или кои беа, ние во постојан контакт бевме со сите ковид центри. Да, вие праќавте и психијатри на инфективна клиника и на другите клиники, да, на сите клиники на пандемијата, така. Да, точно така, постојано имаше психијатри од нашата клиника на инфективна клиника, меѓутоа и ни сите други или бевме на она што нас го викаме конзилијарно. Посебно, ние имаме долгогодишна, некој ќе каже дека е психијатрија или да кажем интерна медицина се малку различни, не се посебно со клиниката на професор Веќаровски, имаме долгогодишна блиска соработка, бидејќи како што кажа професорот, они имаат ургентен центар за интерна медицина, каде што они ги се првата линија каде што имаме третман на лицата кои се само повредуваат или тровања или различни видови, да кажам, штетни однесувања со собственото здравје, така да имаме долгогодишна блиска соработка. Така, познато ми е. Доктор Веќаровски, вие најдобро знаете ни што поминуваат пациентите кога се борат за воздух, тој глад за воздух. Остава ли тоа психички трауми? А како е и лекарите да го гледат сето тоа? Јас точно тоа сакам да се надоврзам на колегата Бајрактаров. Значи, ние зборуваме за тоа што се случуваше од таа страна на завесата меѓу пациентите и фамилиите, меѓутоа никако не треба да заборавиме што се случуваше од оваа страна. Ние лекариве што работиме ургентна медицина, некако пациент да ни почини ние секојдневие. За жал, таква е нашата професија. Меѓутоа, во оваа борба со ковид кризата беше вклучен целиот здравствен кадар. Значи, имаше ковид центри и кај колегите на кожна клиника, ушно-очно, кои што реално во животот не се соочуваат со смртта. И плюс да напоменам дека смртта што настапува кај ковид беше навистина тешка. Гледате човек кој е свесен, кој гледа во вас и кој едноставно се гуши пред вас. Сите тие слики оставија длабоки траги кај голем дел од колегите. Значи, од една страна мислам дека ќе имаат сега многу работа и со нас, додека бевме под тонус, тоа некако не го приметувавме со оглед дека едноставно и немавме време да спиеме. Меѓутоа сега се повеќе има колеги кои што се жалат дека ги преживуваат сите овие немили настани што се случија, така што се надевам дека ако ништо друго ќе отворат и еден пост-ковид центар во кој што ќе се третираат и здравствените работници. Очигледно ќе имаат. Ние се шегуваме, но очигледно ќе имаат долго време работа со пост-ковид компликации, баш пост-ковид трауми, како да ги наречеме, не знам. Да, или поврзани со ковид, бидејќи тоа што кажа колегата Веќаровски, а во соработка со Светска здравствена организација и подршка нивна, ние цело време го работивме за време на кризата, бидејќи посебна група или под ризик или вулнерабилна група се здравствените работници, на која внимание се посвети во целиот свет. Значи, ние
многу од нашите, да кажам, струки или професии, како што кажа колегата, не беа спремни или нема такво искуство. Колку луѓето да имат перцепција дека здравствените работници се спремни за да се соочат со тако, сето тоа остава трага на вас. Не е лесно да се соочите со губитоци секојдневни на кои се борите, давате сето свое знаење, енергија. Го гледате енергија. пациентот како ве моли, како моли за воздух, а вие сте немочни. Или даваме све од себе. макар. Знаете, имаше моменти кога зборевме, ние сите колегите сме блиски меѓу себе и комуницираме секојдневно. Не знам дали има таква перцепција меѓу народот, меѓутоа знам дека со колешката Нели Милена Стевановиќ, со која многу блиско соработуваме, еден ден ми се јави вика како да изреагирам кога сопственото здравје си го даваат лекарите во ризик, кога пациентот умира, лекарот ја вади сопствената маска и му дава вештачко дишење. Директно се става под опасност нели да се зарази од COVID-19, меѓутоа во својата нема. Да, имаш. И така да не знам луѓето дали имаат перцепција дека и ние страдаме. Значи и ние сме под зголемен, да кажам, психолошки товар или стрес. И никогаш не сте виделе толку многу смрт сигурно. Па и никога, знаете, ние сме човечки битија, во кои ги имаме истите чувства како другите. Не сме ние створени од камен или колегите кои работат на инфективната клиника, кои мора да кажам дека дадоа надчовечки напори. Сите, не само они, сите, како што каже колегата, сите колеги кои работат во сите ковид центри, во сите интернистички гранки, хируршки гранки и во војна болница, ние имавме контакти и дававме подршка и во сите други клинички болници во Македонија и да кажем и во ковид центрот во војна болница постојано беа вклучени психијатри. И мислам дека тој момент доста помогна на некои луѓе или на некои колеги да се справат со ситуација, бидејќи предизвиците не беа краткотрајни. Прво мислевме дека тоа ќе трае месец-два, траеше 14 месеци и уште трае. Не знаеме дали пак ќе се деси некоја криза, се надеваме, меѓутоа се уште трае. Какви компликации предизвикува врз физичкото здравје? Кои органи може да бидат засегнати? Значи, со самиот израз што веќе е класифициран како болест пост-ковид синдром, зборот синдром значи дека зафаќа повеќе органи. Просто нема орган кој што не е зафатен и кој што може да има краткорочни, среднорочни, а најверојатно и трајни последици. Најголем процент секако дека е зафатеноста од една страна на белите дробови. Веќе мислам дека и лаиците ги знае оние слики на бело стакло, на оштетеност на белите дробови. Сега тоа проаѓа вирусот, меѓутоа тоа ткиво никогаш не може да се врати комплетно во нормалата или најчесто во кај голем процент нема да се врати потполно. Значи, ако претходно сме имале 100% витален капацитет, зависно од оштетувањата, тој капацитет е намален. Човек кој што не може да внеси доволно кислород, полесно се замара, потешко дише, најмали препреки веќе му создаваат проблем. Тоа е една голема група на постковид синдроми. Втората е од кардиоваскуларниот систем, да не заборавиме дека кај голем дел од овие пациенти имаше воспаление на срцевиот мускул, миокардит. Тој мускул ќе се врати делобно во нормала, меѓутоа кај дел, без оглед што се работи за вирусна инфекција, нема да се врати. За оштетувањата на крвните садови и за веќе претерано коментираните дидимери и така натаму оштетување на крвни садови, да не зборувам, имавме пациенти кај кои што се појавува оштетување на бубрежната функција и нешто што сакам да кажам, на вистина со колегите со ендокринологија со кои што секојдневно скоро комуницираме, голем дел од ковид пациентите кои што прележаа ковид имаат проблеми со регулација понатаму на шекерот. Значи, ако претходно било доволно 12, 16 или 18 единици да се регулира шекерот, сега се потребни многу повисоки дози, некогаш тој инсулин кој што претходно го примале веќе не е ефикасен и така натаму. Значи, последиците се бројни. И тука би сакал да напоменам една голема заблуда, која што постои кај народот и која што мислам дека е причина поради која што постои страв кај голем дел за вакцинација,
тоа е поврзаноста со стерилноста. Да, тоа сакав да ве прашам посебно, но можете да го кажете. Јас сега ќе кажам само околу делот што се покажа со ковидот. Значи има студии кои што докажа дека кај пациентите кои што прележале ковид, бројот на активни сперматозоиди е намален 5-кратно. Значи ако претходно имале 1.000.000, сега ќе имаат 200.000. И уште една главна функција за сперматозоидот да може да ја оплоди јајната клетка, треба да е подвижен. Подвижноста е намалена за 4 пати. За среќа испитувањата досега покажуваат дека овој феномен некаде за 3 до 4 месеци се повлекува, меѓутоа тоа не значи дека кај некој нема да настане и дефинитивна стерилност. Значи, намалување на можноста за оплодување кај машката популација пост-ковид е докажана. За среќа, а мислам дека и така ќе остане и понатаму, никакви поврзувања на вакциналниот процес со тука е стерилизацијата. дилемата и стравот дека младите не сакаат да се вакцинираат токму заради тоа што можеби некои вакцини, особено на Pfizer, дека може да направат Јас неплодност. стравот го разбирам со оглед дека се работи Значи за... не се вакцините, туку е ковидот. Така, ковидот е докажано дека предизвикува. А стравот што се појави кај младата популација, младиве се цело време на интернет, за среќа кај нас електронските медиуми беа цело време на права линија. Меѓутоа мора да признаеме дека на интернет антиваксерското движење ја доби битката. Секој ден се лиферуваат илјадници дезинформации кои што создаваат забуна, посебно кај младите кои што највеќе седат на интернет. И до некаде би можел и да ги разбера младите кои што реално се плашат Pfizer, нова вакцина, на вистина е нова. Не знаеме за 10-15 години, макар што засега одат подобро работиве него што очекувавме. Меѓутоа, ние сме една од ретките држави во западниот свет нема начин да се бира вакцина. Таму се тие 2-3 западни вакцини кои што се сите нова технологија, па се извакцинираат 200 милиони американци, 50 милиони британци и така натаму без некој поголемо прашање. Кај нас, ако толку се плаши младава генерација, имаат кинеските, значи тоа се традиционални вакцини по механизам кој што е правен 100 години. Фала Богу, за овие 100 години човештвото 7-кратно се зголеми, а не се намали, така што имаат докажана вакцина која што може да ја примат и која што, да напоменам, дека кај таа возрастна група е идеална и доволно јака вакцина. Така. Значи, ако постои некој страв кај постарите дека не е толку ефикасна за младото население, на вистина прекрасен избор, еве, сега ќе дојдат уште поголеми количини, така што јас ги повикувам без страв да барем, еве, ако не веруваат во тоа што го кажуваме ние, нека видат наназад дека 100 години вакцинацијата успешно ги решаат тие проблеми. Какви последици по психичкото здравје остава болеста и дали има зголемување пораст на јавувања на пациенти кои што се ризични, со ментални, психички растројства и така натаму? Да, има зголемено, да кажам, многу зголемен број на јавувања, него претходно душе и ние имавме една линија за помош пред 12 години, меѓутоа сега отворивме 7 линии кои сега ги намаливме, меѓутоа во тој период на 7-8 месеци на вистина. И како функциониравте? Бараа помош на телефон, совети или то онлайн се одвиваше комуникација? На различни нивоа, значи зависно од периодот на кризата, имавме периоди кога повеќе се јавува за совети родители и за деца, имавме посебни две линии за родители и за деца, за совети како да се снајдат со да кажам со изолацијата, како да реагираат со своите деца кои се затворени дома, меѓутоа у периодот која нели беше поназначена епидемијата, страфот, болест, страфот, смрт, се распрашува и за кај психијатри за вакви, да кажам, психолошки моменти во однос на примањето на вакцината, меѓутоа во однос би се навратил во однос на директното влијание на болеста врз менталното здравје или врз психичкото функционирање. Видовме на неколку нивоа
дека делува вакцината. Најпрви, дури како прогностички негативен знак, она што го видовме и со колегите кои работаа во ковид центрите, беше кај луѓето кои брзо прогодираша болеста, имаше како еден психотоксичен... На ковид мислите ковидот, не вакцината. Како негативен прогностички знак беше еден изразен страф од смрт. Дури и колегите на инфективна клиника викаа дека и тоа прогностички им значи кога ќе дојде некој и со тешка слика, меѓутоа со изразен страф од смрт, дека тоа прогностички и му кажува дека може би потешко ќе иде болеста, еве, може би колегата Беќаровски има поголемо искуство од тоа, а кој определен број на пациенти имаше директно, да кажам, влијание, ради повеќе причини, недостаток на кислород на мозокот, ради болести на плуќата, меѓутоа имавме изразено од големен број на делириуми, значи на една несвесна, конфузна состојба која личи на психооргански синдром и во кој пациентите станува и агресивни, така да тие состојби најчесто со подобрувањето на ковид состојбата минува. Често трае можеби до 3 до 5 дена, меѓутоа изгледува застрашувачки и за фамилиите и за лекарите, така да на неколку нивоа видовме дека делува самиот вирус. После видовме кај сите пациенти кои или кај големиот број на пациенти кои имаа потешка клиничка слика, еден развој на депресивна слика после ковид. Тоа исто беше поврзано и со нивната влошена соматска состојба, долгорочните опасности по здравјето, сите гледаме дека остави трага, особено на плуќата и на другите, да кажам, системи, меѓутоа сите тоа предизвика и, да кажам, влијание, негативно влијание врз психолошкото функционирање. Гледаме дека кризата не само преку вирусот, него и преку мерките, остави доста влијание врз на повеќе кризни групи. Тоа го збори и Светска здравствена организација, многу пробни испитувања и групи кои се под голем ризик пред се младите, децата или како што викаат децата, адолесцентите и младите возрастни и постарите возрастни, постарата популација. Мора да кажам дека од онаа што имаме ние контакт со пред се со родителите и имаме и некои истражувања во таа насока, беа многу задоволни, децата беа доста задоволни од онлайн наставата, како сама настава. Значи, дури беа многу поредовни на школа, него порано наставниците имаа повеќе можност да ги контролираат, повеќе учат. Меѓутоа, онаа што тек ќе го видиме влијанието какво е на од нас што беа изолирани дома, не се гледа. Значи, имаме состојби... Не се дружа. Не се познава меѓу себе. Дете мора маска да носи исто така. Видете, прва година средна школа, која знаеме што, значи да не наплегуваме што значи еден повертет, адолесценција за децата во таа возраст, тие една година помина, во некои школи не се запознаа меѓу себе. Нели, која со сите аспекти на адолесценцијата, они само онлайн се запознаваат. Значи, сето тоа се ризици. Ризици се и за родителите. Така да, тоа го гледаме, како што ви кажа, во последниот период, кај што имаме многу зголемен број на панични расстройства, дури мислевме дека излезат голем број на обсесивно-компулсивни, меѓутоа тие не беа толку назначени, меѓутоа како што гледаме депресивни расстройства и кај млади, и кај постари, да кажам, многу зголема, да кажам, имате ли бројка? Колку пациенти имате? Па на нашата клиника бројот на пациенти во моментот во однос на бројот на пациенти пред кризата е зголемен за 25%, што е сериозна бројка. А сигурно и понатаму ќе расте. Па претпоставуваме да. Последиците си го прават своје. Јас само би се надоврзал нова со оглед дека доаѓам од клиника за токсикологија. Тоа сакам да ве прашам, но бидејќи ни се ближат рекламите, бидејќи спомнавте случаи на депресија и други расстройства, има и насилство, има и агресија, има и луѓе што си ја свртуваат агресијата кон себе. Дали на клиниката за токсикологија имате такви случаи луѓе што посегнале? Тоа што приметивме е дека во последниот период труењата се многу посериозни, со многу поголеми количини и со многу поизразени суицидални идеи. Ако порано некаде 40 до 50% од труењата, тоа Столе подобро го знае, беа со цел да се привлече некое внимание,
Сега на вистина се со изразот суицидален нагон. Имаме тешки труења, пред се со корозивни средства, кои што секогаш оставаат последица и ние кога ќе дојде корозивно труење, знаеме на старт дека се работи за максимално депресивна личност, која што решила на еден таков суров начин да посегне по својот живот. Медикаментозните интоксикации, ако порано беа со 15, 20, 30 таблети, веќе имаме со дози кои што порано не сме можели да ги измериме, 80, 100, 150 таблети пропратени со сечење на вени, обид за сечење на каротидни артерии и така натаму. И за жал во овој период имаше дури и случај на пациентка која што беше хоспитализирана, само што излезе од клиникава си го одзеде животот со фрлање од прозор. Така што, навистина, таа суицидалност е многу поизразена. Ова се многу застрашувачки податоци. Жал ми е во овој момент морам да најавам реклами, нели, така, налага програмата, пак се враќаме во студиото. Се враќаме повторно во студиото. Последно што говоревме е се психичките растројства, свртувањето на агресијата кон себе, па и порастот на семејните насилства. Сите овие фрустрации, целата оваа измината година и пол оставија големи последици и бројките, односно податоците што ги кажавте, се застрашувачки. Како да си помогнат луѓето? Па луѓето најдобро може да си помогнат со вакцинација. Верувајте дека има огромна разлика во однесувањето, во стравовите, па и во опуштеноста ако сакате на еден вакциниран и не вакциниран. Добро, тука спаѓаат и тие што прележале малку се опуштаат повеќе психички. Да, меѓутоа вакцинацијата одеднаш некако делува дека готово, сега јас ја контролирам болеста, не може она да ме контролира и мислам дека е комплетно различен начинот на размислување на еден човек кој што е вакциниран и кој што не е вакциниран. Тоа не значи дека сега не треба да се придржуваме кон мерките и така натаму, меѓутоа една сигурност, оној паничен страв после секој допир да се шприцаме, миење и така натаму, малку е порелаксирано и верувајте дека намалувањето на таа тензија допринесува луѓето да се понасмеани. Јас тоа го приметив кај мене на клиника, како што одеше процесот за вакцинација. За жал во првиот круг на вакцинација бевме опфатени само сестрите и докторите, така што останатиот персонал беше се уште некако згрчен, исплашен, како што се вакцинира, се врати едноставно колку толку на стара ситуација. Како да си помогнат на психички план? Како да живеат подобро сега? Еве, лето е, излеговме сите надвор, луѓето се опуштија, навистина не сакаат да размислуваат за ковид. Дори може би им е досадно веќе со овие емисии да слушаат постојано за ковид, но она што треба да го знаат, ќе го кажете вие, нели? Па, првите основни чекори се да се вакцинираме сите. Мислам, ние се вакциниравме лекарите уште кога ни беше овозможно, нели, секој по својот ред. Меѓутоа, навистина е така дека сите се осеќаме многу послободно и тоа се гледа и нели и низ онаа што се и мерки на разните држави. Може да отидеме слободно во некои други земји, каде што исто така нели се почитуваат овие мерки, кај што вакцинацијата очигледно нели дава резултати и затоа вакцинацијата е прв чекор да се вакцинираме, да се помогнеме на нашето ментално здравје. Од друга страна, втор чекор е сигурно, ова што вие го викате, да престанеме да бидеме толку преоптеретени со ковид кризата, бидејќи нели постојат и многу други аспекти на нашето живење, а не е се ковидот. Кај да отидете сега да се збори само за ковид? Не знам, сите стана експерти, сите стана лекари, сите стана експерти за вакцинација. Нек ни бев, например, ред чекам во една административна единица, и таа жената збори, што ќе ги слушате докторите, јас све знам за вакцини, све ќе ви кажам, значи подобро знам од нив, добро, нема проблем. Ама сите станавме преоптеретени со тоа. И ми се чини дека кај да отидете да седнете, 90% темите се околу тоа. На вистина, ако веќе се подобрува епидемиолошката слика, онаа што ги имаме сите други приоритети од животот, еве,
И тоа го бараат и сите, пред се младите. Ние гледаме на факултетот, студентите бараат сесија. Вчера направивме, ги исконтактиравме студентите кои треба да полагаат испити. Речи се сите сакаат физичко присуство, не сакаат веќе онлайн, сакаат да се гледаат, сакаат да дојдат, сакаат да и тие вежби што ги пропишете или што биле онлайн да дојдат да ги одржат, значи една ресоциализација, би рекол, што порано го зборавме за психиатричните болници, на сите на нас ни треба повторно враќање во тоа едно, да кажам, во еден ритам на живење. Вчера го слушав, например, директорот на Светска здравствена организација, кој избореше, нели, тие, да кажам, изрази кои сите се научевме, кои веќе малку станаат досадни, старо, ново, не треба не да се враќаме, треба да ја научиме лекцијата и да живееме некој подобар живот, подобри навики да имаме. Меѓутоа, треба да се, она што видовме колку многу ни значи менталното здравје, колку многу ни значи таа дружба, близина, треба да го почитуваме и треба и сега на ова топло време шетање во природа секако. и дружење во природа се разбира со почитување на дистанца. Видовме се од прекумерна употреба на антибиотици, добар дел од матичните кои не сакаат да контактираат со пациентите, па дури има и сега такви кои што се плашат и не контактираат. Разни пристапи во лекувањето. Што научивме за овој период? Дали сме поискусни, дали сме посилни за нешто што може да дојде на есен? И навистина во стравот пред непознатото се направија многу грешки. Тука мора да си признаеме дека во терапевскиот пристап многу лутавме. Не дека беше тоа само кај нас. Меѓутоа, кај нас, ако убаво ја потенциравте главната грешка, барем според мојот длабоко убедување што ја направивме, тоа беше неконтролираното давање на антибиотици. Може за тоа придонесе и тој несовршен PCR тест кој што фаќаше на вистина и делови од вирусот, пациенти кои што објективно не беа заболени и кои што немаа потреба од никаква терапија, најмалку од антибиотска терапија. Едно време сидеше секој да кажам PCR. Околу 2 дози искрено пробав да пронајдам наназад како започна, кој тоа прв го почна. Со оглед дека во сите протоколи што стојат јасни медицински, никаде не стојат 2 дози. 2 дози се смета за токсична доза. И пробав да најдам наназад како целата таа... И најдовте нешто? Не најдов, зошто? Да, имаше едно време кога се мислеше дека сумамедот како имуномодулатор може би има некоја влијание на вирусот, меѓутоа никаде не стоеше дупла доза да се дава. Значи, како започна целава работа со дупла доза, најверојатно беше тоа нашето земи синко јади, ама јади уште малку повеќе да не останеш гладен. Мислам, инаку не гледам логична причина. Имаше лутање, не викам дека немаше, се покаже и дел од колегите кои што на вистина не се покажаа како што треба. Мора да признаеме дека имаше дел од колегите кои што од страв, што од себичност седеа во позадина. Тука мора да си признаеме, меѓутоа тоа се работи кои што после се надевам дека преку лекарската комора и стручните здруженија секој внатре ќе се види што се случувало во неговиот двор. Генерално гледано, не се направија премногу грешки, барем си идеше чекор по чекор, макар што мислам дека требаше да има некој генерален водич, кој што најверојатно требаше да го изготви Министерството и да се каже до тука вака одиме. Затоа што да го земиме примерот со Индија, која што сите посочуваат сега како кој знае каков пример, кој знае што се случува. Во Индија не се случува реално ништо. Индија денеска стигна до 30 милиони заболени на милиарда и 300 жители. Информациите денешни се дека го достигна врвот во смртни случаи денеска. Второ, Индија има 300.000 починати од ковид. Тоа е пола него што го имаше Соединетите Американски држави, а е 4 пати со поголемо население. Меѓутоа во Индија од првиот момент имаше јасно направен протокол. Секој заболен од Министерството добиваше
едно сандаче во кое што се содржаа лековите кои што во тој момент Индиското Министерство за здравство ги сметаше дека се релевантни. На почетокот тоа беше хлорокин, после тоа ивермектин, антибиотска терапија и толку. За сите други работи мораше да се направи лекарски преглед. Кај нас се случи онлайн да се пишуваат дупли дози, тродупли, па не еден, па уште два антибиотика. Да се подаваат од прозорците рецептите, да нема кој да го слушне пациентот. Да, меѓутоа да се даде антибиотик на неставен пациент без да се направи лабораторија, без да се стави слушалка да се види, тоа треба за длабока обсервација што се случуваше. Да, подоцна се поправија тие грешки, но Да, се поправија. Вакцинацијата се одвива како што се одвива. Сега сме одвај 8 до 9%, далеку сме од колективен имунитет. Ке можеме ли до есен некако, очекуваме половина милион дози од Синовак да стигнат. Се јавува сомнеш во Синовак дека 50% штити. За Синофарм има дилеми дали дека кај 20% од пациентите не се остава антитела. Може ли тука околу тој дел да ми објасните? Значи, порано викавме Словенија е среќна што има такви соседи, па затоа добро живеат. Сега овој пат ние бевме среќни што имаме Србија за сосед. Реално гледано во кризава, навистина добро е што имаме таков сосед каде што можеа нашиве граѓани слободно да идат да се вакцинираат. Значи, ако е 8% вакцинираноста во Македонија, рачунајте дека сигурно уште 5 до 6% од нашево население веќе замина во Србија или е на пат да замине, и тоа е добро. Добро е што имаат секој... И во Бугарија, на границата со Бугарија. На било кој начин да се најде патот до посакуваната вакцина е одлично, со оглед дека колку побрзо стигнеме до таа фамозна бројка од 70% вакцинирани, толку побрзо ќе го решиме проблемот. Што се однесува до самите вакцини. Значи, ефикасност на вакцината, што значи, и секогаш ние се фаќаме за тие бројки 50, 60, 80%. Првим да тргнеме дека дел од вакцините покасно излегоа на пазарот. Значи, Модерна вакцинава, Джонсон вакциниве се појавија покасно, кога имаше многу повирулентни соеви. Значи, не е исто да се врши испитување во фазата кога беше првиот сој и не е исто сега. Второ, ефикасноста на вакцината ни покажува колкав дел од вакцинираните нема да се заболат. Значи, 70-60%. Меѓутоа, тоа што е важно, тие 30, 40, па нека се и 50% што ќе се заболат, ќе имаат лесна или средна клиничка слика и што е најважно, нема да починат и нема да ги развијат тие несакани компликации што ги имав. Сите вакцини во моментов што ги имаме се добри. Може би тука има мала критика до Министерството за здравство со оглед дека имавме навистина редуциран број на вакцини и требаше во првата фаза сите тие што прележаа вирус да не се вакцинираат. Друго е во Србија, каде што имаат навистина многу вакцини. Милионски дози имаат. Милионски дози, каде што не знаат што да прават. Ке нас требаше да се даде приоритет да се заштитат тие што се комплетно незаштитени. Секој прележан пациент има имунитет. И фер и поштено беше да се отстапи, па со тек на време ќе се покажеше дали има воопшто, ако има потреба. Се уште сите испитувања покажуваат дека најак и најдолгорочен имунитет е кај прележаните, природно прележаните. Така што се потроши еден контингент на вакцини кој што можеше да послужи за друг дел на население. Второ, околу начинот на распределба на вакцини, убаво беше да се направеше некој план која вакцина, кај нас ги има нели 3-4 различни вакцини, која вакцина за која популација. Да не биде истиот ден кога ќе иде постаро население, помлади, да биде денеска има Pfizer, ајде сите со Pfizer, утре има Sinopharm, сите со Sinopharm. Може би требаше за помладава генерација
да се остават овие, како што ги викаат условно, помалку ефикасни вакцини, а за постарите да се насочеа појакиве, условно речено, појаки вакцини. За хронични болните исто така. Само кратко, што ќе им препорачате за понатаму на граѓаните, на општата популација? Како да го поминат ова лето? Како да ја дочекаме есента, може би не чека нешто уште пострашно, може би вирусот ќе исчезне, што е малку веројатно така едноставно да исчезне, нели? Па, видете, јас као психијатар може само да кажам дека она што веќе го реков, дека треба да продолжиме да живееме еден нормален живот и да не се оптеретуваме многу. Во однос на сите аспекти кои кажа колегата Нико, знаете, не сум сигурен дека Министерството за здравство тука имало, ги слуша веројатно препораките на и цела оваа криза го застапувам тоа гледиште, дека многу ги почитувам колегите епидемиолози, кои мислам дека исто како што јас зборам за ментално здравје, си имаат нели своји насоки, своји да кажам доктрини, според кои ги дават тие препораки до Министерството за здравство кои ги слушаат за вакцините. Со две реченици, што ќе им повачате на граѓаните? Со една реченица. Тоа би им препорачал, тоа што го зборам, значи да не се фокусираме многу и да се значи на ковидот, него да се фокусираме на тоа на нормалниот живот. На нормалниот живот и како би го рефокусирале нашиот живот и како да се снајдеме во овие нови услови, да се вратиме да живееме живот како што се го живееле порано со сите вредности, а да не се фокусираме на тоа што се опасностите, него на можностите и на она како што ни донесе оваа криза, да го цениме она што мислам дека сите тоа и да го цениме животот што повеќе. Да. Она што го имаме, знаете, тоа е стара приказна, него цениш тоа што го имаш. Кога ќе земеш да го изгубиш, пак го цениш повеќе. Така. Јас тука ќе морам да ви се заблагодарам. Доктор Бекјаровски има дежурство, ќе ви посакам добро дежурство. Само една реченица, ако дозволите. Повелете. РНА вирусите се навистина чудни вируси, знаат нагло да се појават, меѓутоа уште понагло да исчезнат. Искрено сакам да се случува во моментов токму во второво, како што се случуваше претходно со SARS, MERS и така натаму, така што до година ова време веќе да го заборавиме вирус. И да не говориме веќе за ова. Добро, ви благодарам на гостувањето. Во продолжение, гледајте го вирусологот и микробиолог Миленко Шеклер, кој не се занимава со хумана медицина, но работел на детектирање на антитела на вирусот на грип, на птичиот грип и беше во тимот за коронавирусот. Да го погледнеме краткото интервју. Вашето име стана актуелно во Србија во моментот кога прв со вашиот стручен тим го утврдивте геномот на коронавирусот во Србија, односно неговиот генетски состав. Сакам да ве прашам, имаме се помалку ново заразени и кај нас, и кај вас, што е навистина многу добра работа. Што се случува? Дали вирусот ја губи силата од топлото време или повеќе фактори влијаат на тоа? Па да вам кажем, тачно е тоа што сте рекли и евидентно е да опада број новозаражених и да е најмањи у протеклих, па можемо да кажемо скоро па годину дана, односно да е нешто нижи био прошле godine u ovo isto vreme. Znači, krajem maja, početkom juna su bile brojke još niže i kod vas i kod nas, a tada nije bilo ni vakcine, nego su samo sprovođenje preventivne mere. Sada u Srbiji je obuhvat vakcinisanih ljudi nešto viši nego kod vas, odnosno u Makedoniji je to manje, ja mislim oko 20%, ako sam dobro informisan. Kod nas je to nešto ispod 50% još uvek, nije prošlo. Ne 20%, pomalko je, no dobro, se nadevame na poveće. Tako je, ali evidentno je da virus ima i neke svoje prirodne pravilnosti, to već možemo da zaključimo
iz njegovog ponašanja u ovo doba godine. Ali ne smemo da zaboravimo da prošle godine, kada su sprovođene preventivne mere, da su bile daleko strožije, da su postojale zabrane kretanja, makar u Srbiji policijski sat, stariji nisu mogli da izađu uopšte na ulice, već su imali samo određeni period rano izjutra kad su mogli da izađu stariji od 60 godina i sve to, te oštre preventivne mere zabrane kretanja i policijski sat su u stvari dovele do drastičnog smanjenja. Međutim, u tom trenutku broj novozaraženih ukupan u ovo doba godine, prošle godine, u Srbiji je bio svega 12.000, a ove godine mi imamo 714.000 u ovom trenutku ljudi koji su bili zaraženi i laboratorijski potvrđeni. Šta je razlog da je sada manji broj? Evidentno je da nije samo vakcinacija razlog. Ja mislim da su razlozi sledeći. Prvo, vreme kada ljudi mnogo više provedu svojih nekih svakodnevnih aktivnosti napolju, odnosno kada nisu u zatvorenim prostorima, kada nisu u velikom broju u zatvorenom prostoru, jer je ovo klasična kapljična infekcija, onda taj broj sam od sebe opada po nekom sličnom principu kao što je i grip opadao. Međutim, ne možemo porediti sa gripom jer je kod gripa reprodukcioni broj daleko niži, duplo do troduplo. Šta znači reprodukcioni broj? To je prosječan broj ljudi koje zarazi jedan čovek koji je zaražen. Kod gripa to bude nešto ispod 2 čoveka, 1,7 ljudi, znači jedan čovjek ne zarazi čak ni sigurno jednog, a kod koronavirusa taj broj ide i do 3-4. Znači svaki novozaraženi zarazi sigurno 3-4. Tako da je mnogo veći moment širenja kod koronavirusa. To je prva stvar, mnogo više poljskih aktivnosti, odnosno aktivnosti napolju. Osim toga, u Srbiji dalje važe pravila u zatvorenom prostoru da je ograničen broj ljudi koji može da bude, da mora da nose maske. Ja verujem da je tako i kod vas, u Makedoniji. Makedonija taka. Da li Srbija go dostigne kolektivni imunitet? Iako imate dosta vakcini na raspolaganje, mislim neka imaš i dosta zarazenika i vas. Trenutno je broj novozaraženih između 100 i 200, aj tako da kažem. Da li će dostići kolektivni imunitet? Pa možda je najbolje da se bavimo primerima zemalja koje su ispred nas. Na primer Izrael. On je dobrobiti masovne vakcinacije počeo da osjeća tek kada je prešao 53, 54, 55%. Tek onda je broj novozaraženih drastično opao i drastično počeo da opada broj umrlih. A tek kada su prešli 60%, broj novozaraženih više nikada nije prelazio par desetina, broj umrlih je opao da povremeno imaju nulu i recimo baš juče, odnosno prekjuče sam jedno uključenje imao gde je jedan od sagovornika bio iz Izraela i recimo na prekjučerašnji dan u Izraelu je bilo samo 6 novozaraženih i 0 umrlih. Hoću da kažem da je evidentno na primjeru Izraela, a možda uskoro i na primjeru Velike Britanije će to biti, da broj novozaraženih drastično opada tek onda kada pređete 60% vakcinisanog stanovništva. Mi u Srbiji siguran sam da nam fali baš jedno 15% da bismo dostigli taj broj koji očigledno može da garantuje ono što mi zovemo kolektivni imunitet, odnosno da više nikada ne može da se dese masovno zaražavanje na hiljade dnevno kao što se dešavalo do sada. Znači Ono što je aktuelno v momentot je дека Srbija započnува со производство на вакцината на Спутник во Торлак. Колку тоа ќе помогне за побрза имунизација, не само на Србија, туку и на регионот, особено на земјите кои што тешко доаѓаат до вакцини? Pa ja mislim da će to biti vrlo korisno, pogotovo što mislim da postoji negde neki, ja kažem, to je jednostavno možda i vaspitanje, navika, kultura, ne znam kako bih to nazvao, ali ljudi će daleko više imati poverenja u tu neku vakcinu koja je proizvedena u sopstvenoj fabrici, kao što je nekad za vreme one naše stare Jugoslavije, postojali su neki zavodi koji su proizvodili malte ne kompletno sve vrste vakcina za vakcinaciju dece u celoj zemlji i tada nisu ni postojale nikakve sumnje, niti se iko bavio nekim propagandama protiv
protiv kvaliteta tih vakcina, jer bilo je normalno da tvoji ljudi, tvoji eksperti, najveći stručnjaci proizvode vakcinu za tvoju decu i na kraju svoju decu i nisi imao nikakvog razloga da sumnju. Tako da će efekat sopstvene proizvodnje, ma kako ona u samom početku bila pionirska, u smislu, kad kažem pionirska, mislim da mi u ovom trenutku smo uspeli da realizujemo liniju za pakovanje sterilno, visokog kvaliteta i visokih standarda koje je zahtevao ruski partner, što je sasvim normalno, to su međunarodni standardi, i za početak je to pakovanje, odnosno završna faza proizvodnje vakcina od aktivne supstance koja stiže iz Rusije. Međutim, odobrena su enormna sredstva od nekoliko desetina, ja mislim skoro 50 miliona evra, će biti uloženo u Torlak do kraja godine, što će omogućiti da se sve faze proizvodnje te vakcine obavljaju u našoj zemlji, što znači da će se bukvalno umnožavati virus i kompletna proizvodnja vakcine odvijati baš na Torlaku, uključujući ovu zadnju fazu koja postoji. Ja mislim da će to dodatno da pokrene u Srbiji imunizaciju, stvorit će se novi talas zainteresovanih za vakcinu, jer ja znam da puno mojih prijatelja kažu ja hoću da se vakcinišem domaćom vakcinom. On to naziva domaćom bez obzira što je samo završna faza licencne vakcine. A mislim da će tih 4 miliona koje je najavljeno da će biti proizvedeno u narednih 4 do 6 meseci, mislim da će u tih 4 miliona doza biti viška proizvodnje koji će svakako moći da se plasira u regionalne zemlje. Svakako mislim da je jedna od tih Makedonija. Siguran sam da ćete biti zainteresovani za tu vakcinu i da ćete mnogo lakše doći do nje. Osim toga, koliko ja znam, Sputnik, ruska vakcina, spada i u jeftinije vakcine. Znači, jeftinije, a mislim da po kvalitetu je sigurno u samom vrhu. Vrlo često znam da kažem da po meni spada u vakcine koje ima najbolji odnos bezbednosti i efikasnosti. S jedne strane vrlo bezbedna, s druge strane za tu bezbednost vrlo efikasna. Ги спомнавте децата, нели сега се заговара вакцинација, Американската агенција за лекови веќе одобри за деца од 12 до 15 години. Има ли доволно докази за ова? Треба ли да се вакцинираат децата? Znate šta, Pfizer je registrovao svoju vakcinu, odnosno završio klinička ispitivanja za decu od 12 do 18 godina, jer Pfizer je bio do 18, sada je od 12, da može i deca od 12 godina. Moderna je imala vakcinu koja je, čini mi se, išla od 16 ili obrnuto. Nije ni važno. Ono što jeste važno, klinička ispitivanja za decu, makar ono što sam ja imao uvid, mislim da je relativno mali broj uzoraka. Mislim da je mali broj. To ne znači da ja imam sada neku sumnju da je Pfizer štetan za mlađe. Ne. Ja imam sve vreme u svojim javnim nastupima, ne znam koliko ste u toku, ali ovdje u Srbiji, sam jasno govorio da je Pfizer vakcina proizvedena na jednoj potpuno novoj platformi, koja jeste razvijana desetinama godina, ali nijedna vakcina na toj platformi za taj period nije bila registrovana. Jasno je da je tu postojao i niz tehničkih problema i nekih detalja koje je sad rešio veliki novac. Jednostavno, Pfizer je sada mogao da dobije desetine milijardi dolara iz budžeta bez ikakvih problema, jer je samo postojalo jedan zahtev prema njima: napravite vakcinu. Ja neću da kažem da sumnjam u kvalitet te vakcine, ali nemam lična iskustva. Ono što lično nisam probao, vozio ili jeo ili nosio na sebi, ja ne mogu da preporučim da vi kupite. Jednostavno, takav mi je karakter. Ne znači da je loša vakcina. S druge strane, vi imate Sinovac i Sinopharm. Sinovac je sada registrovao vakcinu za decu od 3 do 17 godina. To je druga kineska kompanija, privatna, koja proizvodi vakcinu, znači ne Sinopharm koji se koristi u Srbiji, a verujem i u Makedoniji, već Sinovac, to je druga kompanija privatna. Oni su registrovali za decu od 3 godine. Znam da Sinopharm radi na istom istraživanju i da će registrovati istu vakcinu od 3. godine. Zato mogu da kažem da je inaktivisana vakcina, koja postoji već više od pola veka, za koje ne postoje klasična vakcina.
Tako je, klasična vakcina. Ajde, najbolje da skratim priču i kažem klasična vakcina i ne čudi uopšte da nema tu nekih problema i mnoge dečije vakcine koje se koriste za vakcinu dece po programima državnim vakcinacije, kako u Srbiji, ja vjerujem da je isto ili gotovo isto i u Makedoniji, su upravo vakcine na tom principu napravljene aktivisanim i tu ne može da bude nekih problema. Deca po meni još uvek, znači to je moj stav lični, privatni, znači znam da države apeluju na vakcinaciju dece, neke države apeluju i na te mlađe od 12 godina. Međutim, znajući i kakva su iskustva do sada, pokazalo se da deca stvarno imaju blage simptome i hvala Bogu da je tako, da su to blagi simptomi, da su vrlo retke komplikacije i izdvojio bih jedino decu koje imaju ozbiljne komorbiditete. Znači, ako imaju neke hronične bolesti, ako je dete gojazno, veoma, ako ima neke bolesti tipa srca, ako je dijabetičar, ako ima neke druge hronične bolesti koje mogu astmu neku jako izraženu. Znači, ako imaju takve bolesti gde bi eventualna infekcija koronavirusom mogla drastično da ugrozi život takvog deteta, svakako da sam za vakcinisanje. To vaše je preporučljivo. Tako je, preporučljivo. Ali mislim da je prerano da vakcinišemo svu decu, jer mislim da i mi u Srbiji, a pogotovo vi u Makedoniji, imamo mi preča posla i mnogo teža da vakcinišemo starije, da vakcinišemo radno aktivno stanovništvo koje je non stop u kontaktu i koji jeste životno mnogo više ugroženo nego deca. Kratko, во една реченица, очекувате ли нов бран на есен? Какви се прогнозите? Moje mišljenje je da ukoliko obuhvat vakcinacijom u Srbiji, pričam sad za Srbiju, pređe makar 50%, ista poruka je i za vas. Što je veći obuhvat, talasi neće postojati ili će biti vrlo blagi. Jednostavno logika stvari to nalaže i iskustvo iz svih zemalja gde se to desilo. Znate šta, pojavit će se mnogi koji će vam reći, ne znam, korišćena je kineska vakcina u Emiratima, u Bahreinu, na Sejšelima, pa su imali povećan broj zaraženih. Pojavio se opet povećan broj zaraženih. Razlozi za to postoje mnogi i vrlo su stručni i naučni. Svaka od ovih zemalja ima svoju posebnu priču. Zato da ne dužim, pošto nema vremena, jednostavno, što veći obuhvat, to su manji talasi ili ih neće biti uopšte. Почитувани, ова беше уште една анализа. Ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму да ја следите програмата на телевизија 24. Пријатно!